момент изразихте голем еден оптимизам. Поминаа 40 години откако живее ова манифестација, рековте вие како средна генерација сакате да ја предадете на следните генерации, мислите дека уште толку може да обстојува овој фестивал? Јас едно би кажал. Македонија, да речам, како самостојна држава во поново време од 45-та е формирана. Меѓутоа, фолклорот не екзистираше пред тоа. Фолклор имало и во турско, што велат и во каурско. Фолклор имало и во минатото. Фолклорот и традицијата си го негувале, нашиот народ си ја негувал и кога бил во робство, и кога бил во слобода. Значи, тоа што бил во робство не му сметало да се негува фолклорот. Така да, годиниве што е фестивалот, нас не ни сметаат воопшто. Традицијата треба да ја негуваат. Јас тоа исто така го имам често пати кажано. Татко ми го играше беранче, дедо ми го играше беранче, јас го играм беранче и син ми треба да го игра беранче. Мислам, кога кажувам за традиционалните ора, нормално и современите, младите генерации ќе си ги следат и современите текови. Меѓутоа, наша задача на луѓето кои што сме во овој момент на функција или работиме во фестивалот и така натаму, наша задача е да му обезбедиме на новите генерации стручни лица да му го предадеме фестивал да го развиваат понатаму. Значи, традицијата ние не можеме да ја сопреме. И денес ние создаваме традиција. Со овој фестивал денес создаваме традиција. Тоа што фестивалот е документиран, архивиран, снимен на видео, на аудио касети, тоа му дава нивните генерации да се инспирираат и да создаваат нови дела. Меѓутоа, новите генерации исто така треба да ја негуваат и традицијата, односно изворните автентичните вредности. Така да јас сум оптимист и сметам дека овој фестивал има иднина. Мој фестивал е фестивал на традицијата. Ние нови содржини не бараме од тие, ние сакаме оваа традиција да ја негуваме. Нормално оваа генерација ќе си создаде своји дела кои што утре ќе бидат традиција. Јас ова еден пример би ви кажал. Да речеме во образованието. Дали секоја генерација учи Питагорината теорема? Дали секоја генерација го учи Исак Њутон, да речем? Тие се вредности. Така да и во фолклорот и во традицијата, секоја генерација треба да го научи тешкото, беранчето, невестинското, елено моме и така натаму. Така да ова е ланец кој што трае. Ние овде не можеме да експериментираме и да бараме циркузантни работи или не знам какви креативности. Наша цел е оваа вредност како што е да ја пренесеме на идните генерации. Заради тоа што зошто не се запрашаме оти не изградат нова Хераклеја? Не можат да изградат нова Хераклеја. Таа е Хераклеја. Така да не може да се создаде ново тешкото во овој момент. Може би по 10 години ќе се направи традиција за некој ора. Значи јас да бидам појасен. Како што е материјалната култура, материјалното културно наследство, например Хераклеја, спомениците и така натаму, така и духовното културно наследство. Ние сме во областа на духовното културно наследство. И ова традиција што е, ние треба да ја зачуваме таква каква што е и да ја пренесеме на едните генерации. А новитетот треба да биде начинот на кој што му ја презентираме на луѓето. Начинот на кој што сакаме да адаптираме луѓето да дојдат новите генерации да ја восприемат. Оти ова традиција е создавана пред векови. Нормално на син ми му е малку понастрана и така натаму на новата генерација. Меѓутоа, доколку сме креативни и доколку соработуваме со младите, доколку ги знаеме нивните потреби, можеме со нов начин на презентација, со нов начин на дружење со традицијата да му возможиме да си ја запознаат својата традиција и покрај новото да си ја негува традицијата. Затоа сум оптимист.
Кога почна Илинденските денови беше сензација за Битола и поширокиот простор овде околу Битола и можеби и низ цела република. Ракометното игралиште почна прво во терасата на домот на Југословенската народна армија тогаш, денешниот дом на армијата. Народ немаше практично место, иако тоа беше наотворено. Но како минуваат годините, јас мислам дека таа љубопитност, таа желба да се биде тука заедно со фолклористите од сите страни што доаѓаат овде во Битола, не е пресушена, не е застаната. Вака, во тој период тоа била огромна новина за Битола и за Републиката. И беше една од единствените манифестации во летен период, да речеме, Илинденски денови. И имаше огромен прилив на публика, огромен интерес и така натаму. Работеа фабриките, синдикатите, влезници се даваа, се делеа, тимот ентузијастички работеше и така натаму. Денес не би било фер да се очекува толкава посета на како што беше тогаш. Меѓутоа, јас сум презадоволен и од овој начин на восприемање и од оваа посета што имаме во последниве години. Заради тоа што ние фактички како традиција, како фестивал, моментно се бориме со MTV, се бориме со 50 канали на кабловската телевизија, се бориме со уште 10 фестивали во летото што со 3-4 настани истовремено што се одвиваат секој ден, заради тоа што има хиперпродукција на културни настани во Битола, што е добро, што е супер, нека се тера. Меѓутоа, сметам дека со новиот начин на презентација, со новите содржини што ги вметнуваме, сметам дека публиката ќе си доаѓа и ќе си види тука заинтересирана. Еден факт ќе ви кажам. Во Битола, според мене, се уште фолклорниот аматеризам бери најповеќе активисти. Да речеме, има 10 културно-уметнички друштва. Јас знам 2-3 културно-уметнички друштва што имаат со по 300-400 членови. Значи, рачунајте, во Битола активни играорци има над 1200-1300. И сега да речеме дека нема интерес за традицијата, тоа не би било фер. Значи, имаме и играорци, имаме и друштва, имаме и интерес. Сега малку ова година фала му на институциите дадоа и повеќе пари и овозможивме подобра реклама да имаме. И се надевам дека понатаму уште повеќе ќе има и пропаганда, и реклама, и интерес, и публика и така натаму. Уште да ќе речам така, пред 40 на годините што следуваа потоа 10-15 години, не се правеше разлика во однос на структурата на гледачите. Колку млади, толку и повозрастни имаше. Дали сега има некаква разлика? Има разлика во структурата. Сепак наша поверна публика се средната генерација и повозрастните, меѓутоа со развојот на фолклорниот аматеризам последниве години многу млади почнаа да доаѓаат. И се надевам дека тој тренд ќе продолжи. Има некои иницијативи да се отворат и да се овозможи по училиштата едукација на народни ора, да се оформи средно фолклорно училиште во Битола, така да на тој начин уште повеќе ќе се зголеми интересот кај младите генерации. Ние исто така му стоиме на располагање на основните училишта за стручен кадар. Има голем број културно-уметнички друштва кои што би работеле по училиштата и на тој начин доколку децата го учат фолклоро, тие ќе доаѓаат и на фестивалот.
Мислите дека има уште век оваа манифестација? Да. Мислам дека Илинденски денови го нема кажано својот последен збор, ќе работи уште многу и ви кажав и зошто. Во последниве 10 години во Македонија се случија работи кои што многу идат во прилог на традиционалната музика и игра. Прво што се оформи средното фолклорно училиште во Скопје и што се оформи факултетот за етнокорологија. Очекуваме дека тие стручни лица, со оглед на тоа што тие ќе се школуваат за да работат во областа на фолклорот. Тие сигурно кога ќе оформат своји здруженија, кога ќе почнат да работат по друштвата, мислам дека уште повеќе ќе се развие тоа. Ако може да речеме во Холандија да има една група која што негува македонски фолклор, ако може да има во Америка, во Јапонија да негуваат македонски фолклор, мислам дека во Македонија е апсурдно да се смета дека фолклорот нема да екзистира. Може би нема да биде во овој облик, може фестивалот ќе се менува, зависи од луѓето кои што ќе бидат. Меѓутоа, фестивалот сметам дека ќе се напредува и ќе се развива. Заради тоа што имаме обврска таа традиција да ја негуваме и развиваме.